Поздрав до гледачите на телевизија Ирис и отворено на тема. Така е насловот на емисијава која оди веднаш по дневникот на Ирис телевизија и каде што ги покануваме сите оние кои имаат што да кажат. А имаат што да кажат затоа што со вашиот глас или со одобрување на програмата која ви ја предложиле до вас, сте ги поставиле на места за кои што описот на работата е одговорност. Да работат во ваша корист. Сега, тоа одговорност во зборен на македонски, веројатно и на некои другите словенски јазици, меѓутоа неговото практикување некако и не го спроведуваме, инако не би биле таму кај што сме. Знаете и самите проценките на асоциациите во светот за нивото на корупција. Корупцијата е друго лице на неодговорност. Сега може да има некој друго име, но да разговараме за тоа што е најголемата болка во нашава држава, а тоа е точното одговорност и мерка. Имаме ли право како граѓани да бараме одговорност од оние кои треба да работат во наша корист? Тоа е основата на едно демократско општество. Инаку демократијата е процедура при донесување на одредени одлуки кои треба да бидат застапени со мнозинството. Многу дефиниции, а важната работа е каде одат нашите пари. Тоа го знаете многу одамна, работата на јавноста, на новинарите, на медиумите е да го следат патот на парите, но и каде се реализират, се разбира. Не само каде се земаат и од каде доаѓаат. Затоа јас продолжувам со моите разговори со градоначалниците од Источниот регион, каде поставувам прашања во ваш интерес, не за да им одмогнеме на градоначалниците, туку да ги рачистиме работите, нашиот интерес за нивната работа, се разбира и за нивната одговорност. Ова е мојот разговор со градоначалникот на Пробиштип, господинот Драган Анастасов. Господин градоначалник, добре дојдовте во моја емисија. Добре ден, поздрав и до вас, до вашите колеги и гледачите на Ирис телевизија. Господин градоначалник, што се смени од Драган Анастасов од септември месец и денес кога е градоначалник на општина Пробиштип? Се навикавте ли на она да ве викаат градоначалник? Апсолутно можам да кажам дека кај мене како граѓани на општина Пробиштип нема сменето ништо, освен тоа што лимитирано ми е слободното време. Огромни се надлежностите и одговорностите кои што ги носам како градоначалник на општина Пробиштип. Уште едно прашање поврзано со вас, а тоа е во врска и со мојот вовец, што сега го зборувам. Како млад човек, кој израснал, пораснал, се формирал во Пробиштип, сега е градоначалник. Се согласувате ли што јас го кажав во воведот, дека нивото, дозата на одговорност ни недостасува? Апсолутно. Апсолутно. Впрочем, јас и сум еден, да кажам, релативно млад човек или доаѓам од младата генерација на политичари и ова што го кажавте во војниот дел сте апсолутно согласен, бидејќи одговорност мора да има. Ние мораме да работиме исклучително во интерес на граѓаните, на еден јавен, транспарентен начин, кој што впрочем јас во изминатиот период веќе навршуваат без малку и 4 месеци од 6 ноември како ја презедов функцијата градоначалник, се трудам да сум што е можно подостапен до секој еден граѓанин, се трудам да бидам дури во деновите за одмор, за викенд, да имам средби со граѓаните, се со цел да ја објасниме каква е ситуацијата и да изнаоѓаме брзо решение на проблемите, кои што граѓаните на општина Пробиштип, можам слободно да кажам, ги имат и со години назад нерешени, но и на оние проблеми кои што градоначалникот или локалната самоуправа не се во ингеренции на нив да ги решават. Така одлучивме од самата прва недела да јас, моите кабинетски работници, да не постои затворена врата за било кој граѓанин во општина Пробиштип, односно да ги упатиме на соодветната врата, односно на надлежните министерства, да бараат брзо решавање на проблемите. Уште малку на оваа тема да останеме, јас реков, одговорност. Што велат вашите граѓани? Затоа го поставив и на почетокот ова како тема. Сте поминали по тој иштиот плоштад во септември, разни активности и сега како градоначалник. Она што ние како новинари го преципираме како расположение на граѓаните, ако е најлоша од дефиниција за јавната работа, е сите се исти. Граѓаните како да им многу недостасува правда, им недостасуваат, ајде што велите вие јавноста, него туку правда,
почнуваат да се сомневаат дека нешто може да се смени, дека тоа е едински тип, дека ние всушност сме такви македонците, инертни, не заслужуваме држава, немаме поголеми идеали, сме корумпирани и тоа е најлошата дефиниција е состојба на духот во едно време. Македонскиот народ не е таков. Тој е и вреден и одговорен како можел да направи се ова што е направено до денес. Еве карактеристично е Пробиштип од едно малечко село со одлука на влада 47 година започнува па доаѓа до вториот град по буџет во поранешна Југославија после Риека, што е огромен напредок и сега одеднаш ние сме малодушни и никакви. Како градоначелник, како прв човек на 17.000 луѓе во вашата општина го чувствувате тоа? Јас се трудам, дали било тоа септември, како Драган Настасов и сега како Драган Настасов, да бидам најприроден, односно и тогаш, и сега, прочем и моето работно искуство доаѓа во менаџирањето, така да расте во Пробиштип и можам слободно да кажам за мене дека сум еснав човек и сум многу повозрастни да разговарам. Се трудам да го доближам, градоначалничката функција со граѓаните и до граѓаните. И во постојани разговори да разговараме. Ке се навратам на тоа што кажавте дека Пробиштип можеби е најмладиот град во поранешната Југославија и економски многу силен. Затоа се надевам во текот на емисијата и ќе зборуваме во делот на нашите визии и проекти, но и што е тоа Пробиштип да од некогаш толку силна општина, сега за жал да имаме повозрастна категорија на наши сограѓани, односно да младите ни бегаат. Тоа беше можеби да кажам и клучниот предизвик за мене како личност да влезам во една трка на локалните избори. И со огромна подршка, морам да кажам, во Пробиштип да имаме победа на изборите и тоа ми дава да бидам одговорен пред се. Околу домакинското работење исто така ќе зборуваме, тоа е веќе започнато од првата недела како сум градоначалник. Така. Тамо да продолжиме што велите вие домакинското работење. Вие на располагање, условно речено, граѓаните ви довериле на располагање буџет кој за минатата година беше проектиран, бидејќи вие користевте 2 месеца тој буџет на 207 милиона, но неговата реализација низ турбулентната 2017 беше многу лоша, па така и вам ви останаа реперкусиите од минатиот буџет кои се обврски за вас. Има тамо една низа на ставки кои ќе мора да ги сервисирате. Затоа ќе разговараме подоцна. Кога го наследите? Како е вашето мислење сега компаративно со новиот буџет? Како го проектирате и што мислите дека е полка? Можам слободно да кажам дека минатогодишниот буџет на општина Пробиштип е бил предимензиониран, од 205 милиони беше, каде реализацијата е под просекот, ако 47,3% реализација. Така под просек. Она кое што јас со оглед на состојбата која што ја наследив, предвидов буџет реален, можеби малку рестриктивен, но пред се го нарековме буџет на приоритети. Моравме да ги калкулираме сите, односно Пробиштип се соочува со сериозен проблем, а ние сме, да не кажам дека блокажата е веќе известна. Ние имаме повеќе од 45 милиони у судска постапка. Денари кој што е огромна сума. 45 милиони во судска постапка како долг према извршители на услуги кон општината. Така е. Не како кредит, така? Така. Што е структурата на тој долг? Тоа е претежно во градежните опфати на општина Пробиштип кои што ги има во изминатиот период и нередовно сервисирање. Тоа е проблем со кој што јас како градоначалник се соочувам секојдневно од 6 ноември, па до сега и можам да кажам слободно дека најмногу енергија таму трошам да постојано ја дневно имам неколку повици од фирми кои што на поштен начин си заработили средствата и дека тие имаат вработени и тие се наоѓаат во една исклучително тешка состојба, меѓутоа сега за сега го менаџирам тој процес, иако одземам многу време, многу енергија, за да успееме да ја раздолжиме општината и овде ќе ми дозволи да ја споменам она кое што го најави премиерот и владата, сите го очекуваме кредитот од 250 милиони, каде што ќе имаме можност општините да земеме едно кредитна линија на отплата од 20 години и тоа сметам дека е добро решение, бидејќи со едно, како што споменав, домакинско и одговорно работење, ратата ануитетот во тековите години кои што ќе следат нема да бидат значителни. Господин градоначалник, да појасниме на граѓаните. Вака сега, вие
тие средства кои се неплатени кон извидувачите и долговите од кредитот, колку се вкупно изнесува сега во овој момент, бидејќи кредитот е разложен, вашите обврски не се моментални. 46-7 милиони имате во овој момент кои мора да ги платите, така? Вкупниот долг на општина Пробишти во овој момент изнесува повеќе од 161 милион. Или 161 милион вкупен долг. Так. Кој што тој долг беше поголем, 10 милиони веќе разложивме. И сакам да бидам многу директен, впрочем и како што сум и отворен и искрен, имаме неколку ситуации со одредени фирми каде што ќе следи постапка на вештачење и судска разврска. Имавме неквалитетна изведба и меѓутоа тоа се многу мал дел од гарантниот рок кој што ни дозволува да може да коригираат, но имаме и таква една ситуација која што се изведбата се врши во текот на изборите, станува збор за тротоари на Миро Барага, каде што јас и вработените во комунални дејности во одделението во општина Пробишти, таквата изведба на терен не се уште потпишана, така да ако се коригира, ќе се коригира од страна на фирмата, ќе дојдат дополнителни неколку милиони долг кој што го има општина Пробишти. Во овој момент ќе кажам дека најдобро решение е, а веќе имаме најава дека до крајот на овој месец ќе имаме таква можност да општина Пробишти и впрочем и најголем дел од општините на Република Македонија да го земеме тој кредит, да го отплаќаме на 20 години и на едно домаќинско работење, зборам со заштеди, бидејќи многу е битно тоа се парите на граѓаните, да се и враќа, но и она кое што го зацртавме во овој буџет, тоа што ни е приоритет, дали станува збор за урбани средини, дали станува збор за рурални средини, тие проекти од мојата зборам изборна програма, но се надевам дека ќе произлезат и многу други и идеи и проекти кои што ќе ги реализираме во текот на мојот мандат. Уште малку, господин градоначалник, да се држиме нова ставка. 960-70 милиона, скоро 1 милион евра, простите, е долгот на јавното предпријатие. Во овој купен долг влегува ли и долгот за пречистителната станица од овие 160 милиона? Општина Пробишти е гарант. Така. Гарант на јавното комунално предпријатие Никола Карев, кој што го отплаќа долгот према јапонската Джајка, Джајка за така, кој што досега редовно се сервисира. Значи не влегува во овие 160 милиона? Влегува. Така, влегува како гарант и тоа е наша обврска до 2028 година. Така, сте направили проценка овие 160 милиона што се ваш долг, тоа е 2,5 милиона евра на 20 години, колку општината ќе може тоа да го сервисира, бидејќи тие рати ќе изнесуваат, да го поделиме тоа сега, да не си играме математика во емисијава, ама нема да биде големо оптеретување на... Тоа е на годишно ниво некаде околу 7 милиони денари. 7 милиона дена на годишно. На годишно ниво. Што би дошло околу 500.000, околу 6-700 месечно, така, 10.000 евра. Тоа е добро да знаат граѓаните дека ќе се растовари целиот тој товар кој е за општина Пробишти значаен. Да, сега, од структурата на буџетот за идната година, во ставките кои ги предвидувате, што предвидувате од трансфери од други нивоа на власт во соработката со централната власт, ако го ставиме ова кредитирањето, нели? Тука ќе искористам прилика да ги информирам граѓаните дека општина Пробишти под претходното раководство, значи мораме да бидеме реални, отворени и искрени. Имаше од претходното раководство разговори со Центарот за регионален развој во Словенија, каде што начално беа постигнат договор за донација грант од 600.000 евра. Меѓутоа, за да го искористиме тој грант, мораше да обезбедиме ние како општина уште 600.000 евра. Станува збор за проект кој што е од капитално значење, суштинско значење за граѓаните на општина Пробишти. Пробишти е една од општините која што има филтер станица, која што се изгради 2011 година, која што така, една од најсовремените, најдобрите во Македонија. Ултрафилтрација, точно е. И меѓутоа, како впрочем што имавме пример минатогодишното лето, каде што имавме период од 40 и кусур денови да немаме врнежи, капацитетот веќе станува да биде проблем. Ние имаме моментално 75 литра во секунда, Пробишти го има како општина, но зголемувањето на капацитетите на фабриката за акумулатори, зголемувањето на капацитетите, односно производството на рудникот, на рудниците и на самото население, веќе сме доведени на
во една ситуација да мораме да бараме А водата се презема од злетовица, така? Така, да. Но проблемот е хидросистемот. во пречистителната станица. Да, затоа обезбедени се средства да го зголемиме капацитетот на филтр станицата, односно пробишти веќе да има 100 литри во секунда, што и дополнителните средства ќе ги искористиме во реконструкција на старата пумпна станица. Од овој со Старата пумпна станица кај Златовица. Така, кај излетово за да имаме можност конечно во 2018 година да ја обезбедиме вода за пиње и во рурални средини, кои што се уште немаат водоснабдителен систем. Така да сакам да повторам, веќе во завршна фаза се преговорите. Сметам дека работата е завршена со помош на владата на Република Македонија. Пробиштип ќе добие 600.000 евра донација, односно 36 милиони во буџетот, и тоа е најголемата донација во историјата на општина Пробиштип. 1.200.000 евра. И веднаш ќе ја прашат вашите сограѓани, а цената на водата? За цената на водата зборувавме во неделите кои што одминаа. Знаете дека регулаторна комисија презема улогата да диктира цената на водата. Имаше насоки јавното комунално предпријатие и обврска да постави точка на дневен ред, да се зголеми цената на водата, каде што сега во овој момент цената на водата е 29,5 денари по метар кубен. Анализите направени во јавното комунално предпријатие беа да се зголеми за 3,5 денари, односно водата да изнесува 33,5. Колку што изнесува во Штип? Така, таквата одлука јас како градоначалник не ја прифатив и цената во Пробиштип нема да се покачува. Сметам, присуствував на 2 состанока со раководните лица во јавното комунално предпријатие, каде што можеме и со овие средства кои што ги убира јавното комунално предпријатие да редовно ги врши сите потреби на граѓаните, односно она кое што е новитет од минатата недела. Пробиштип има, не сум сигурен дали за прв пат или тоа беше моје согледување во разговор со директорот, да воведеме и втора смена за исфрлање на сметот на општина Пробиштип, се со цел да имаме почист и поубав град. Ќе продолжиме со буџетот, ама да не си го заборавиме зборот, понашки речено, кога разговарам со градоначалниците од регионот, сите имаат помалку или повеќе проблеми со јавните предпријатија, лоша структура на вработеност, некаде нема превработеност, туку структурата е таква како што е живееме политички систем на партократија и сите изнаоѓаат некакви можности тоа да се разреши. Ви рековте дека си го плаќаат кредитот, што морам да признам не е толку честа појава во истокот. Какви се вашите согледувања со состојбата во јавното предпријатие? Јавните комунални предпријатија ќе бидат многу отворен, бидејќи јавното комунално предпријатие секогаш е во многу често знае да биде муабет кај граѓаните. И разбирам, затоа што тоа ги испрашува услугите. Може би ако се зголемеше цената на водата, јавното комунално предпријатие ќе имаше можност и да инвестира во нови возила, во нови контейнери, во било кои потреби кои што и требат, но ќе имаше можност и за вработување. Тука сакам да бидам многу директен, ама да бидам и правилно разбран од гледачите. До сега, ја на почетокот реков дека доаѓаме од генерација на помлади политичари, каде што ние мораме да правиме исчекор. Така. Без оглед на тоа дека јас сум и претседател на политичка партија. Партиски испостави имаше во годините наназад, па да кажем и во децениите, во јавните комунални предпријатија. Не само во општина Пробиштип, туку и едната и другата страна е така. И едната и другата страна. Општина Пробиштип во изминатите 4 месеци, како што има ново раководство во јавното комунално предпријатие, нема вработено ниту еден. А немате притисок од луѓето кои ја поддржуваат доси. Бидејќи суштината на членувањето во партија е вработување во администрација. И тоа е погрешно. Така. Мораме јавното комунално предпријатие, дали во Пробиштип, дали секаде, да има нормална потреба да вработување, меѓутоа стручни кадри кои што ќе допринесат самото јавно комунално предпријатие за да биде сервис на граѓаните, впрочем тоа што е негова основна дејност. Обврската во делот на инвестиции на јавното комунално предпријатие. И директорот, но и јас како градоначалник мораме да се ја преземеме и да бараме начин да менаџираме, односно да бараме донации, по пат на донации да успееме да обезбедиме нормално функционирање на јавното комунално предпријатие, а тоа да не биде штета на граѓаните, затоа одлучив да цената на водата не ја покачува. Го поздравија тоа граѓаните, да не бидам јас апологет кога имавте отчет.
Сега, господин градоначалниче, да се соберат парите, да се најдат извори во кои што ќе се ставките на буџетот ќе се наполнат е една работа, но јас милувам да разговарам со градоначалници за втората работа, а тоа е расходниот дел од буџетот. Кога го гледам, ја гледам структурата на расходниот дел во кај буџетите на општините во нашиот регион, гледам ниска стопа на реализираност. Иако малку помалку се собрале од проектираните, но и реализацијата не поминува задоволителни проценти. Се движи некаде над 50%, меѓутоа граѓаните да знаат буџетот не е сеф од кој вадиш пари, туку план кој се полни по основа на закон и се реализира повторно по основа на закон, тоа се вика избалансираност на буџетот. И сега, кога го наследите овој буџет, ја видите и реализацијата. Како го предвидувате степенот на реализација за 2018? Ќе го подигнете ли од тој фамозен 57 од 49? Да не се играме со бројки, ама е поразителен. Така. Тоа е моја... Што не е ништо ни подобри, не се ни другите општини. Тоа е моја и обврска. Да се зголеми процентот на реализација на буџетот. Јас предмалку кажав дека ние имаме буџет на приоритети или реален буџет. Че имаме населени места кои што се ставени во овој буџет и мораме да ги реализираме. Имаме асфалтирање на улици, имаме канализации, нормално овде ќе влезат и донациите, но она кое што, да кажаме, клучно или она кое што најмногу мене ми тежи, е предвидените средства милионски кои што мора да ги разложуваме. Така, рековме во тоа не се занемарливи средства. Може би уште помал ќе беше буџетот или уште пореален ќе беше од оној кој што го донесува, меѓутоа буџетот се зголеми за тоа што таму предвидено 40 милиони да разложиме. Значи, од овој буџет кој на колку е проектирано? 180 милиони? 189. Така, 190 милиони. Колку ви е од него ќе отиде на разложување? Освен овие 47 што ги кажам. Околу 40 милиони. Околу 40 милиони. Тоа е некаде околу 25%, не можете да сметате на како развој на така. Затоа и јас и во самиот отчет, но и претходно кога имав излагање со граѓаните, но и на медиумите, барам да кажам трпение од граѓаните, од жителите на општина Бровишти, бидејќи фактичката состојба е таква каква што е. Многу почесно е да им ја изложите Апсолутно, меѓутоа тука не треба да има сомнеш или да има страв кај граѓаните, кај жителите, тие кои што ми дале доверба и на мене или на програмата која што победи на овие избори, дека нема да ја реализираме. Апсолутно тука сум уведен дека не само што ќе реализираме, туку дополнително ќе има десетици проекти кои што ќе реализираме во мандатот надвор од програмата. Кога завршите изборите, градоначалник е прв човек на локалната самоуправа на сите граѓани. Е тоа помалку го заборавивме овие години, ама се надевам дека ќе остане како лајт мотив. Мала пауза за ЕПП ме јавуваат од режијата и веднаш продолжуваме, господин градоначалник. Вториот дел од мојот разговор со градоначалникот на општина Пробишти, Драган Анастасов, е околу тоа зошто тој токму како градоначалник со својот проект за кој што вели му дадоа доверба граѓаните, како мисли да го реализира. Го сонуваше, го проектираше, како тој си го замислува неговиот и градот на сите граѓани. Добрите програмата. 2018 започнавте, го концепиравте буџетот, доекипирате кабинет со кој што ќе работите, одговорни луѓе и така натаму. Што е тоа што ќе оправите во 2018? Така. Најпред кога влегов во кабинетот и кога зборуваме и за вработувањето во самата локална самоуправа, тука имаме проблем сите, да кажам, локални единици, ама тој проблем нема сега да го збориме, околу одговорноста и врската на градоначалниците по нивното заминување, пошто знаеме дека на сима... Така, јас го потрикнав тоа на почетокот, тоа е моја задача. Воопшто мислење на граѓаните е дека никој за ништо не одговара. Еве, вчера излезе еден податок, директори на Центри за култура, Министерството за култура го лифируваше, оставале по отприлика 25.000-30.000 евра потрошени во ресторани и така натаму. Сега, тоа помина 4 месеци, Лагазовски го прозиваат, што направи. Може би тоа е се по закон, може би е потребно, но отчетноста, зошто еден директор на еден театар или Центар за култура од Прилеп, од Куманово, Штип, потроши толку пари во кафеар. Значи, не велам јас дека не е законит, апсолутно не. Ама мора да има одговорност. Ќе појдеме од мене. Јас, моето конто за репрезентација, кога веќе збориме за репрезентација, го скратив од 800.000-500.000 динари, предвидев со оглед на анализите направени од минатата година.
дека во Пробиште имаме новороденчиња од стотина дечиња. Предвидев моето конто за репрезентација да се скрати и да на секој семејство за новородено дете во општина Пробиште му исплатиме ваучер од 5000 денари. Така да контото кај градоначалникот на општина Пробиште бе намалено на само 300.000 денари. Предходните години биле по 800-900.000 денари. Она кое што сакам да го кажам за локалната самоуправа, за администрацијата, како што споменавме. Јас во општина Пробиште влегов со едно лице, тоа е шефот на кабинетот и еден возач кој што поразлични сме и во овој дел од другите општини. Сметам дека администрацијата има капацитет и можеме да работиме. Тука впрочем сакам да кажам дека околу агилноста на администрацијата, околу извршување на своите работни задачи, вината и одговорноста носи првиот човек. Така е. Како тој ќе каже, така и тие ќе работат. Општина Пробиште можам да кажам дека немам промени направени од минатите. Разговараме со секој ден. Она кое што ме изненади на самиот почеток беше многу реално, отворено кажувам, нарушените меѓучовечки па и колективни. Воопшто во општеството е така, господин колективни односи кои што јас на првиот состанок со целата администрација кажав дека времето на делби и поделби е завршено. Наши и нивни. Нема. Сите сме битни, сите мораме да бидеме во функција на граѓаните. Она кое што мене ќе го планирав во 2018 година, но и она кое што се надевам 2019 ќе биде многу поуспешно од 2018 година е пред се, како што кажав на почетокот, доближувањето до граѓаните. Затоа сега, во овој месец, следи секоја работна сабота ми е во општина Пробиште, но секоја последна ќе ми биде во жителите на општина Злето, бидејќи порано нели општина ни беше, порано Злето беше општина, но вклучувам сега и нов проект во Пробиште и градоначалник во моето мало, да секој во попланените часови ќе движам по урбаните заедници, по руралните, да се среќам со граѓаните, да разговарам и за проблемите, но и она кое што е многу побитно, да тие бидат вклучени во општината, да дадат своја идеја, да дадат своји сугестии, што е она кое што ќе го планираме. За изминатиот период, она кое што ме прави среќен и ми прави задоволство е еден од моите, кажам, клучни проекти, а тоа станува збор за населба Калниште. Населба Калниште, каде што имавме, ќе го споменеме, повторно Пробиште во еден, кога бил економски сеј и градел преубави статички објекти. Во основното училиште Никола Карев обезбедивме донација од близу 8 милиони денари, каде што правиме преадаптација на простор и конечно Калниште. Тоа беше, да кажам, на жителите на Калниште еден од врвните приоритети да добијат своја детска градинка за да не патуваат со такси превоз. Има најубаво училиште во Македонија, два пати прогласено во 80-тите години, така? Така е, преубав објект, дел од тој простор. Правиме преадаптација, ќе добијат веќе многу брзо нова детска градинка со капацитет од 40 дечиња, меѓутоа сосем доволно да веќе списоците или ургенциите за дечиња да примеме во капацитетот на детската градинка, бидејќи стварно просториите се претесни, повеќе тоа ќе биде минато, нема да имаме проблем кај граѓаните да не го сместат своето дете. Кога сме веќе кај училиштето, сакам да најавам дека се прави веќе проект за измена на пумпи. Преубавата училиште Никола Карев е едно од ретките каде што има свој затворен базен кој што е реновиран од претходното раководство, меѓутоа му треба доопремување сега, кој што јас во овој период го работиме, се со цел да дечињата во Пробиште се формира пливачка школа и да тој базен ти биде ставен во функција да можат дечињата, генерациите да си го користат. Тоа е, загатнавте една многу интересна тема. На крајот ќе ја прашам, како млад човек, воопшто духот на едно место на живење, задоволството на граѓаните е императив. Туку има дефетизам во која ќе си одиме, овде нема живот, куќиња ја лаат навечер и така натаму. Со таква тема го започнаме и разговорот. Тогаш и сите ваши проекти ќе не дадат на многу поголем отпор за правење. Елан од вашата генерација мора да го врати. Тоа прашање ќе ми го одговорите на крајот, а сега бидејќи јас постојано ве заморувам, праќам на граѓаните пораки околу тоа како се собираат, како се трошат нашите пари. Ви кажете на интересна работа, а тоа е проект. Правењето на проектите во ИПАРД фондовите и прекограничната соработка, прекограничните фондови. Од имавме досега освен Пробиште Пиоди имаше еден добар пример, мислам дека беше опремување со прозорци и со
со столарија во градинката, така, ако не се лажам. Така. Но инаку досега имавме вообичаено софтли или меки проекти, обуки, деобуки, не знам, кога го видиш буџетот на такви проекти, 70% отиде на некакви работилници и на некакво солење на памет, а да се сликаш кај нешто така. такво нема. Вашето мислење за тоа? Општина Пробиштип, можам слободно да кажам дека огромен дел од времето кој што измина 4 месеци бевме насочени во еден проект кој што се уште активен со меѓугранична соработка преку ИПА програмата, а тоа е енергетската ефикасност на Домот на културата. Проект кој што беше закочен од страна на претходниот проектен тим кој што бил изгласан на совет, каде што буквално кога дојдов да бидам градоначалник, до каде, што е, како е, никој не знаеше. Слободно можам да кажам дека во изминатите 3 месеци тој проект го одблокиравме и веќе е во завршна фаза, ќе се реализира за исто толку време колку што некој направи за 18 месеци претходно. Општина Пробиштип нормално дека со оглед на ваквата ситуација во буџетот размислуваме да обезбедиме средства надвор од нашиот буџет, така да и на овој сега повик кој што е на ИПА ќе се јавиме со партнерските општини од Република Бугарија. Со град Гоценачев сте вие? Не, имавме овој проект кој што го завршуваме е со општина Рила, меѓутоа околу самата состојба која што влезе општина Пробиштип, можам да кажам дека на овој повик нема да се јавиме како партнери со општина Рила, него ги враќаме назад старите добри релации со општина Невестино, Ќустендил и Разлог, а од пред 2 дена имаме и веќе контакти со Банско, со градоначалникот на Банско, така да овие денови сега привршуваат анализите со кои општини ќе влеземе како водечки партнер, со кои општини. Ако не се лажам, господин градоначалник, вие бевте члени на Осоговската иницијатива Осоговски туристички регион. Имаше еден ИПАРД програм пред 10 години, можда не е 7-8 години, во кој што општините кои се прилепени на Осоговските регион заедно што требаше да настапуваат во туристичките дестинации, не знам до каде е тоа, ќе си проверите ви. Оде мора да ви поставам уште едно прашање. Киносалата во Пробиштип, чија фасада е обновена изгледа убаво, но сеќавам дека Министерството за култура донираше и киноапарати нешто, или некаква друга апаратура. Но се уште таа е за современо, за денешно време недоволно екипирана. Можно ли е тоа да биде Домот на културата, а овој простор кој е музеј, кој има еден, така да кажем, еден друга може би, впрочем, ако не се лажам, седница на Советот ги одржувате таму. Дека тоа може да биде и седница на една нова перспективна општина во која што граѓаните ќе се чувствуваат. Апсолутно, кога веќе спомнавме киносалата. И се навратам на рудникот Злетово или фабриката за акумулатори. И огромната економска сила која што има. Пробиштип има преубава киносала. Вие претпоставаме знаете. Како не? За жал, тоа беше можеби една од основите на кампањата која што ја водевме. Ние во самата градба имаме простори на политичка партија, имаме казино, имаме ланч бар, имаме клуб кабаре. Све имаме освен киносала. Врвен приоритет мој е да Пробиштип во 2018 година или во мојот мандат добие киносала. Проектот го има готов, сега му правиме ревизија, правиме измени, бидејќи сите овие проекти кои што се клучни за граѓаните, каде што одат нивните средства, правиме сериозна анализа што е она најдобро што треба. Можеби Пробиштип ќе добие и нов, односно реконструиран мултимедијален центар во самата киносала, а точно ова кое што го кажавте за поефикасна општина. Бидејќи во постоечката зграда каде што сме, имаме низа на подрачни министерства. Имаме фреквенција на граѓани. Отворено ќе кажам и лоша слика правиме пред граѓаните, кои што многу често знаат граѓаните да милуваат да кажат еве ги само стојат или се шетаат, така да таква слика со влегување на општинската администрација во стариот објект на Домот на културата. Сериозни сме за таа намера да ја реализираме, бидејќи сметаме дека овде ќе имаме соодветни простори, бидејќи овде реално сега во оваа зграда и ни фалат 2-3 простори, ќе имаме и реално подобри услови, но и многу поефикасна, поефективна администрација. Така овде ќе може да ги спроведете и едно шалтерски систем и сите останати проекти на сите влади во овде, бидејќи ги пишуваат и како обврски. Господин градоначалниче, рековте, аплицираме за овие фондови и за други проекти.
кога не могу да дадеш тоа ИПА во Так. суштина се вика, ја изнесуваат и поприлични број, тоа за 7 години 670 милиона са така наречени ставени или не знам колку се за регионот сега кај нас, а не успеваме никош да земеме повеќе од 30 на 40%. Се надевам дека тоа ќе се промени. Ова прашање го поставам токму за тоа. Сите овие фондации имаат приговор до владата на Република Македонија дека локалните заедници немаат готови проекти во кои тие би влегле. Значи се аплицира, меѓутоа кога се дојде до процесот на реализација или се нема рачистено имотно-правни односи, апликацијата делов кој треба да биде локалните самоуправи не се почитува, не се плати делот и сето тоа се разлекува со повеќе години. Имате ли вие за тоа спремни за да направите она што го аплицирате? Општина Пробишти во овој момент има спремни проекти. Но она кое што е новитет, да ги ми дозволите во оваа настока и да кажам, општина Пробишти сме во фаза за завршни анализи ги правиме и ќе отвориме ново одделение во самата локална самоуправа, каде што таму ќе бидат вклучени млади луѓе, пред се, кажам, архитекти, но и луѓе кои што имаат познавање околу апликациите за ИПА програмите. Бидејќи тука апликациите и тоа е занет. Така, воопшто не се ни лесни. Меѓутоа, сето она кое што го имаме на хартија како идеја, за многу кратко време општина Пробишти ќе го зголеми фондот на готови проекти. Така да размислуваме апсолутно во овој правец, бидејќи ќе се навратам, самата ситуација финансиска во која што се наоѓа општина Пробишти ни дава за право и мораме да размислуваме да обезбедуваме проекти што е можда во поголем број и да влечеме средства надвор од нашиот општински буџет. Господин градоначалник, законот од март 2011 година за легализација на диво изградените објекти и легализација на земјиштето на објекти изградени врз државно неурбанизирано земјиште и така натаму и така натаму. На градоначалниците им се остаде проблем. Тоа значи дека правниот сегмент на проблемот се реши со легализација, тоа е правната постапка, останаа вашите обврски. Во буџетот сте предвиделе и средства кои треба да ги земете врз основа на комунали или продажба на парцели. Овој проблем како ќе го разрешите? До сега општина Пробишти има 850 легализации решено, кои што во 350 веќе легализации се спремни со готови елаборати и чекаат на подпис. Тука сакам да кажеме на работа, кои што низ на легализации наследив како дојдов како градоначалник, не беа подпишани, не знам кои причини. Постојано, секој може да кажам, време слободно подпишувам легализации за граѓаните за да не чекаат, но користам и прилика да ја кажам дека до 1.7. мислам беше 2018 година е рокот за да си достават комплетна документација за да ги легализираме овие проекти. Освен на легализациите, сакам да кажам дека општина Пробишти има неколку, со оглед на тоа во буџетот што го предвидовме, планирано парцели за продажба и овде е Пониква. Сакам да кажам неколку збора и за Пониква, едно мое гледање како градоначалник. Да објасниме дека Седо манастирот во Пониква е атар на општина Пробишти. Така е. Пониква сезоната веќе заврши, имавме неколку викенди каде што имаше неколку илјади посетители. Пониква општина Пробишти има спремам и изменивме детален урбанистички план каде што се предвидени неколку парцели за хотели, неколку парцели за мотели и некаде околу 200 викендици во граници на општина Пробишти која што офрија на Пониква. Меѓутоа сакам тука да кажам, бидејќи сериозна е сумата јас поаѓам од мене бидејќи еден од моите приоритети, тоа што не успеја на неколку градоначалници пред мене со оглед на состојбата, оставам да го поврзам Пробишти преку Злетово до Пониква, тоа е еден од моите приоритети, меѓутоа многу скап проект. Овде треба владата мора да помогне со една. Тоа оди преку Турско Рудари, Шталковица, така. Таму имате, градоначалници мора, просто ќе прекинам новинарски, да се подсети сега во овој момент. Таму имаше еден дом во, како рекол, село Шталковица, кој го финансираше австриската влада, кој зачудувачки во едно планинско место вложени 100.000 евра, франци, не знам што, со убав изглед направен. Се користи ли тоа? Тоа е веќе во приватна собственост од не знам точно, тоа беше 2009 или 2010 година, тогаш Советот на општина Пробишти го раскина договорот со швајцарската фирма, ја зема собственоста во општина Пробишти, каде што после на продажба и веќе во приватна собственост.
Тој пат има таму анализи, се уште анализираме. Првичната варијанта беше да се оди во студиите кои што се направени во минатото, да оди преку турско рудариште околица Ратковица Пониква, другиот пат е да оди десно кај што е ловиштето веќе на Пониква, така да кога зборувам за овој пат, но и генерално за Пониква, владата мора да има, аз сметам дека има, стратегија за развој на туризмот. Општина Пробиштип и општина Кочани. Со оваквите состојби на буџетот ние не сме могли да инвестираме. Тоа е 10 километри. Повеќе од 10 километри, меѓутоа зборам за самата Пониква. Обврска наша е кога ќе се продадат парцелите или хотелите, да ние имаме, да изградиме на луѓето и патишта и канализации. Овде станува збор за сума од неколку милиони евра. Па и електричното напојување ќе го споменам, и тука владата мора да има план, односно да ни помогне нас на општините да тие како влада инвестираат во Пониква, бидејќи реално во нашиот североисточен, да кажам, регион, Пониква има потенцијал да биде вистински нов зимско туристички центар. Имам јас една идеја, на сите градоначалници им го поставам тоа прашање, бидејќи на оваа столчика што вие седете, сегашниот министр на финансии рече дека тоа е сериозна работа, ќе се разгледа, тоа е 1% од БДП-то кој припаѓа на регионите. Тоа изнесува повеќе од 10 милиона и за граѓаните да кажеме дека тоа е обврска по закон. А ако успеете тие пари во овој регион да ги земате градоначалниците за корист на граѓаните, нема да има потреба да земате кредити. Но вие ги знаете тоа како ќе го направите. Ова е суштинско прашање. Суштинска работа. Ова е суштинско прашање. На минатата седница на Источно-плански регион ова прашање го отворивме, почувајќи за Пониква. Наредниот месец веќе состанокот ќе биде во општина Пробишти, каде што јас како градоначалник ќе бидам и домаќин, но и ова прашање мораме да го отвориме, да донесеме заклучок сите 11 градоначалници од нашиот источен плански регион, за да можеме да седнеме и да преговараме со владата, што е околу БДП, како што кажете, бидејќи станува, да не кажам, некаде по милион за секоја општина, која што е сериозна сума на средства. Сериозна сума. Впрочем, по закон не барате нешто да се донесе. Тој е закон кој е донесен со европско знамеце, а е веќе на сила 8 години. А не знам како се користи, иако владата има своји механизми, нели, да ги пренесе средствата или проектите. Но тоа вие ќе видите. Господин градоначалник, обврските ваши по легализацијата за комуналните уредувања ви остануваат. Ја намерно започнав тоа прашање, бидејќи и во буџетот сте предвиделе ставка за комунална инфраструктура, каде што на тие луѓе тама каде што нема, мора да им го возможите, иако анализите покажуваат дека во Источна Македонија решението на комуналните потреби на граѓаните, посебно околу улици и така, вие сте најдобри, со некои 87%, не знам дали друга општина има до тоа ниво, мислам дека Виница нешто слично, другите се далеко од тоа решение. Сега, вода имате и индустријската зона. Докаде е реализацијата на индустријската зона визави комуналите кои вие треба да ги земете? Така. Можеби причината е во тоа што Пробиштип е најмлада општина, па така да урбанистички ние, како што кажавте, сме средени, можам да кажам. Јас тама сака да ве пофалам, но еве, во секој случај. Така да Пробиштип нема, да кажам, проблем во делот на комуналната инфраструктура према граѓаните. Она кое што е многу битно до околу индустријската зона, со оглед на тоа дека и пред малку спомнавме што е мојот приоритет, односно да ги задржиме младите, бидејќи доаѓам од младата генерација. Ќе споменам дека во мојот мандат успеавме со силни лобирања да конечно го ставиме во програмата и да се реши Пробишти-Крупиште. Тоа е многу битен патен правец, ако сакаме да зборуваме за конкуренција на работна рака, конкуренција на пазар, да збориме за економија на една општина. Патниот правец Пробишти-Крупиште веќе во период кој што следи од месец-два ќе се реконструира, средствата од 6 милиони евра се обезбедени од страна на патишта. Простите, што ќе биде реконструкцијата? Потполна на коловозот или ново асфалтирање? Ново асфалтирање. Тоа е кој што го имаме информација, бидејќи тука тие средства доаѓаат од Европската банка преку агенцијата за патишта. Тоа е од клучката кај Крупиште, кај новиот пат за Штип Кочани и од овде до Пробишти. До Пробишти, да. Тоа е 18 км. 19 км, да. До Пробишти, она кое што сега во моментот се работи кај индустријска зона, кај Неокази, во моментот се изведуваат краците на канализациона водоводна мрежа, така да
со овој проект кој што го споменавме, неголемата донација во Пробишти, овде ќе имаме нов цевковод, така да обврска, да кажем, од страна на општина Пробишти е на Ливницата ќе постои? Тоа е, да кажем, проблем, ако можем така да кажем, проблем, односно леарницата, таа е закочена веќе подолг период. Обврската према општина Пробишти редовно ја измируваат во делот на пеналите, слободно ќе кажем. Меѓутоа овде имам информација дека водат преговори со владата на Република Македонија, така да во овој момент немам информации до каде што е. Два пати јас имав средба со менаџерскиот тим на Cranfield Foundry и знам дека заеднички се разговараше и со владата, и јас разговарав, и они како менаџерски тим разговара, и веќе и наредната недела ќе имаат средба во владата. Таму е проблем околу напојувањето, односно околу трафостаницата на леарницата. Како што рекоте, Пробишти е како град млад, најмалот во овој регион, но е заснеман по потреба. Инаку историјата вели дека скоро 1000 години се користи рударските окна уште од римљани, можеби пред римљаните, па до сега дога таа историја околу рударството во Пробишти. Вашата соработка со новите собственици на рудникот? Соработка како општина Пробишти нормално. Кога станува збор за економските придобивки на општината, обврска е моја да имаме соработка, и за сега имаме на едно високо ниво, на блиска, да кажем, соработка со менаџерите во рудникот. Ќе кажам дека се посериозни него оние кои што имавме во минатото, предходните индоминерали како и да беа. Минатата недела имавме една средба, ме запозна за нови инвестиции кои што ќе следат во периодот, и бројката веќе од 380 лица вработени во Бумак кажува дека можеби рудникот и фабриката за акумулатори, двата економски столба на општина Пробишти, нормално и конфекциите кои што се во тој приватен сектор кој што граѓаните екзистираат на општина Пробишти. Може да дојдете и до посредни години кога скоро 1000 луѓе, 1000 семејства се прехрануваа од рудникот, но да се надеваме на поголеми инвестиции. Господин Гранчович, уште една придобивка, дел од вашиот програма, но и од проблемите на градоначалниците, тоа е финансирањето на спортските клубови кои се здружени на граѓани, некои се регистрирани според законот за спорт, таму треба да се прават акционерски друштва, каде што општините стануваат единствени акционери и така натаму. Тоа е една така правна еквилибристика. Но, јас ја гледам одлуката, вие сте донели одлука преку буџетот да помогнете. Така е, општина Пробишти имаше јавен повик во месец декември кога се носи програмата. Крајот на месец ноември, каде што имавме јавен повик до сите спортски колективи на територија на општина Пробишти. А потоа со правилник донесен од страна на Советот на општина Пробишти. Бидејќи стариот правилник беше 23.000 можете да давате, 24.000 така нешто. Така. Сега со овој правилник или Советот распределуваме средства. Сакам да информирам дека во општина Пробишти имаме успешни спортски колективи, тоа е одбојката во последните години. Сериозни инвестиции се најавуваат и во ракометот, но она кое што мене како градоначалник, ќе кажам слободно, определените ми е обврска, односно фудбалскиот клуб Рудар. Е приказ на кој што јас искрено сум убеден дека можеме со новото раководство на Рудникот, веќе и преговараме, бидејќи имаме измена во законот за спорт, каде што имаат и они своји, да кажам, добивки, да веќе во наредниот буџет општина Пробишти влезе во оваа приказна да фудбалскиот клуб Рудар конечно се врати на Ова е добра вест. Барем во втората лига е предвидено за 2019 година. Да им појасниме на граѓаните. Значи, во фудбалскиот клуб Рудар, според новиот закон во кој што се ослободува 50% данок на добивка, да ги вложат во уствари ослободувањето е затоа ако ги вложат, ако не ги вложат нема слобода. Вие се наоѓате велите дека по тој закон може да го ревитализирате. Да, меѓутоа тука е многу важно по законот за спорт, каде што законот за спорт процентуално
ги ослободува парите од данокот на добивка, меѓутоа мора да биде во национална лига, мора да има своји подмладоци. Тука е улогата. Мора да биде структурирана екипа, не може да биде дружина. Така, тука е улогата на градоначалникот, тука е улогата на општината да влеземе во овој процес за да веќе Рудар ни дојде во повисок ранг, односно да влезе во втората фудбалска лига и на тој начин да врските нема да и биде никаков проблем на новото раководство на Рудникот да потоа тие инвестираат во фудбал, што е од огромно значење за сите, бидејќи Пробишти беше општина со плејада на изворедни фудбалери. И знам дека и сега има генерации кои што излегуваат дека имаат сериозни, талентирани дечки кои што мораме да Тоа е голема работа за помладите во општината. Еве, наша спортска редакција се ветува дека сето тоа ќе го следи и отворени сме на задоволство на граѓаните. Господине градоначалниче, последно ќе ве замолам само за да го одговориме на кратко. Секоја општина има една низа на манифестации кои ги финансира, во која што се вклучени граѓаните, некогаш издружени на граѓани од Бабина Баница, па така нешто што се манифестации и нешто што се нарекува култура. И ова година имате одвоено средства. Што ќе продолжите како манифестација, што сметате дека не можете да ги финансирате? Во донесувањето на програмите околу културните манифестации, бидејќи тоа беше едно од моите предизборни ветувања, односно, впрочем и моите години назад во мојот живот, јас екзистирав преку менеджирањето и во делот на културниот, забавниот, па и спортскиот, да кажам, мораме да ние најдеме начин како општина да го подигнеме нивото. Сите оние манифестации кои што беа во минатото, ние како општина ги продолжуваме, со дополнително зголемени ќе бидат, односно ќе имаме плюс нови манифестации. Имавме сериозна да кажам и дебати и анализа што значи тоа да Пробишти има културно лето. За прв пат, меѓутоа состојбата во овој буџет, кој што ни беше зборува пред малку дека е реален, не ни дозволи да имаме таква можност, меѓутоа се надевам дека од наредната година ќе го имаме. Сите оние манифестации, иако имаме низа на реакција од граѓани, кажам дека таквите манифестации треба да ги прекинеме, таквите манифестации дека се трошат пари на граѓаните непотребно. Сметам дека тоа не е така, затоа одлучивме да сите тие, како што спомнав, и Зелникот на баба, и Маскембалот, и низата други, и Самар фестивалот, и други манифестации кои што ги имаме, сметам дека се одлично место пред се да им поднесеме на граѓаните. Овде за ваквите манифестации менаџираме со средства на односно по пат на спонзорство, меѓутоа на самите средби поканеме ни за гости, ни за на амбасади. Од Министерството за култура ќе ни бидат гости и тука се одлично имаме можност да поразговараме и тие да бидат сведоци на преубава манифестација. Иако станува збор, можам да кажам за таа манифестација можам да кажам за третата доба, така, за повозрастните. Од третата доба имате доволно во Пробишти, нели? Така, имаме и тоа е одлична можност да и поразговараме и да бидеме одлични домаќини нормално и да ги продолжиме сите тие манифестации. Господин градоначалник, завршуваме со нашиот разговор. Како што го започнавме со чувството. Чувството не е нешто што може да се измери. Задоволството е лична работа. Но атмосферата на заедницата, надеж дека утре ќе биде подобро, нешто што ги одржува заедниците, па и државите. Многу држави влегуваат во криза. Јас се сеќавам сум постар од вас кога по 12 часа немавме струја во Република Македонија, некогашна Југославија, ама мислевме дека ова ќе помине, повторно ќе дојде струја. Никој не фаќаше во дефетизм. Вашите генерации ќе треба тоа да го вратат назад. И сега едно како последно прашање. Ова го бараат граѓаните. Тоа е дека постапките при промената на одговорните луѓе при локалните самоуправи, впрочем и при сите државни органи, мора да биде отчетна и мора да биде одговорна. Вака продолжуваме со една доза на неверување во работата на претходните, на новите или утре некој друг ќе дојде. Нормална работа е државниот ревизор да направи постапка за работењето, за чистиот или нечистиот образ на претходникот на овој кој доаѓа. Секаде во сите институции. Како е кај вас работата? Апсолутно се согласувам, бидејќи на еден крај на едно работење, нормално да има ревизија. Во моментот во општина Пробишти се прави ревизија, внатрешна ревизија. Барање испративме со заклучок на советот на општината Пробишти, барање испратено до Државен завод за ревизија, кое што ревизија ќе следи во период кој што ни доаѓа. Она кое што
го имате како прашање, кога спомнувате за чувството, сакам да кажам дека чувството мора да не води сите, зборам, кои што се бавиме со политика. Иако јас доаѓам од помладата генерација, сега е времето да ние направиме еден исчекор, како што спомнавте и за одговорност. Јас ќе кажам отворено, ја го носам чувството на опозиција за да бидам поблизок до граѓаните. И само на тој начин, кога носиме чувството од опозиција, кога разговараме со граѓаните постојано, кога бараме подршка, кога доаѓаат изборни процеси, како што и многу брзо ќе ни следат, нели, веќе наредната година, ако не се лажам. Меѓутоа, чувството го носам и многу често знам да го кажам и на вработените, дека мораме да бидеме и честни, и транспарентни, и пред се искрени. И тврдам дека ако сме искрени, ако да разговараме искрено, голем процент од проблемите нема ни да ги имаме. Нема да имаме после потреба да ги решаваме. Така да, апсолутно се согласувам, време е после 27 години Македонија независна да имаме политичка, да кажам, одговорност. И одговорност на работењето. И конкретна одговорност. Така. Политичката е некаква друга мерка. Да. Овде не станува збор дека нешто тенденциозно, овде си стварно збор на едно, да кажам, работење кое што е завршило, па и на мене да ми биде од корист да се увидат ако има некакви грешки, да видиме увидни што треба да правиме. Јасните односи се користи за оној кој престанал да биде градоначалник, за да не биде овалкан кога не е така, или обратното, но тоа е функционирањето на правната држава или на Европа што ни вели глава 23 таму, ама ќе чекаме тоа. Господин градоначалник, јас си посакувам успех, ова е наш прво интервју, се надевам дека многу често ќе разговараме вакви интервјуа, бидејќи наша задача е да потикнеме одговор на оние кои се одговорни за работата, а проценките за тоа ги прават моите гледачи, а вашите сограѓани. Ние сме толку малку во овој регион што сите сме сограѓани, а секој успех е за почитување, но и секое пропуштање на извршување е за критика. Нашата работа, јас си посакувам успех. Благодарам уште еднаш на поканата и се надам дека во периодот кој што ни следи ќе имаме многу гостувања и соработка. Така, уште еднаш ви благодарам. Поштовани гледачи, вака го започнав овој разговор со градоначалникот на Пробиштип, чувството за надеж дека утре ќе биде подобро. Да останеме и на овој лейтмотив. Ќе продолжам со разговорите со градоначалниците за да видите какви се нивните намери, што е тоа што сака да го направат, а зошто да и да ги запознаете првите луѓе на вашите локални самоуправи. Ние ќе продолжиме да ја поставуваме прашање, но овде има и уште една работа која сами на себе мораме да си ја кажеме. Не можат градоначалниците или локалната самоуправа да биде единствена одговорна. Одговорни сме и ние затоа што не поставуваме прашање, затоа што не бараме реализација и затоа што не бараме одговорности. Не може да се биде граѓанин ако само еднаш во 4 години во кампања се учествува или се заокружи фаворитот за кој што мислиш и 4 години седиш на бел камен и ги оговараш оној кој како така нешто работи. Мораш да бидеш активен граѓанин. Од мене толку, довидување до новата емисија.